во делот на жалбата дали го одлага действието на решението за притвор, ќе ви кажам сосема експлицитно. Прво, не мислам дека судовите тоа не го знаат тама работа. Тука е дојдена до една недозволена компилација на одредби. Главата, делот од ЗКП, кај што се обработува притворот, како мерка за обезбедување пристав, некаде кај 160 члена, неколку члена тоа го работат, стојат и рокови, во рок од неколку, таму со саати се роковите за жалба и кажува кој постапува на жалба на решение на судија претходна постапка КС, на жалба на КС ако повисокиот КС и тука се со саати 24:48. Тоа значи и таму експлицитно стои, и тоа има терминолошка непрецизност. На две места стои дека не го задржува извршувањето, на третото место не го одлага. Тоа е јазично, али се однесува на исто. Тука е искористена главата од ЗКП која се однесува на жалби на судски одлуки, каде што веднаш после главата на жалба на пресуда има жалба на решение. Но таму веднаш паѓа во очи дека рокот за жалба е 3 дена, одлучува повисокиот суд, и тука, како што е жалбата на пресудата, тука има суспензивно действие жалбата. Но тоа не е на решение и на одлуки. Тоа е тип на решение сосема друг. Како општ принцип за деволутивност, да го гледа повисокиот суд, предметот, како суспензивност да се одложи. Но сега како да имаме нова пракса во тој дел, еве, двајца успеа да избегаат, бидејќи се уште не можеме да речеме дека е пракса. Јас се надевам дека тоа ќе остане исклучок, ќе остане како лош исклучок и како еден мал дел на асистирање на судовите на тие што не треба да им се стират во реализација на нивните понатамошни намери за избегнување на правдата, но тоа мислам дека и судиите, пошто добро ги знам судиите, апелација водена од тоа дека веќе еднаш одлучил така врховен, па по некаква инерција таа правна полка ја ставили, инаку немам дилема дека на решенијата за притвор жалбата го одлага извршувањето. Замислите хипотетично, фрлите бомба у кино и го фатите господинот и му викате вие сега у притвор, не, одите малце дома, ние да одлучиме. Тоа се едни работи, притворот е сериозна мерка и тука не може да има такви, не може да има дискусија за тоа уствари.